Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. За 5 дена се очекува да отпочне бербата на високо квалитетните вински сорти грозје, црн бургундец, шардоне и тамјаника. Деталите ги пренесува Мирјана Мукаетова. Според последните мерења на шеќерноста кај високо квалитетните вински сорти на грозје од страна на советниците во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, резултатите покажуваат дека шеќерноста кај сортите црн бургундец, шардоне и темјаника изнесува од 17 до 19 шеќерни единици и се очекува од 20 август да отпочне бербата на овие високо квалитетни вински сорти на грозје. Што се однесува до бербата на трпезните сорти грозје, во еќе бербата на сортите Кардинал, Викторија и Блек Меджик, кои се откупуваат по цена од 20 до 22 денари за килограм. Овие денови треба да отпочне и бербата на трпезната сорта Страшински, вели советникот по растително производство Драганчо Николов во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кавадарци. Ова руска сорта на трпезно грозје кај нас во Тиквешијата е застапена на индивидуални лозови насади во Сопот и Паликура и засега има одлични резултати. Од агенцијата велат дека општата здравствена состојба на лозовите насади е добра, освен кај сортата Смедеревка, кај поедини лозови насади кои не се наводнуваат, каде е регистрирана појава на сончев прегор од високите температури. Имено со извршувањето на последната заштита, на што беа предупредени земјоделците согласно резултатите од опитот на 2 лозови насади во Паликура и Љубаш, каде со помош на феромони се следеше летот на третата генерација на гроздовиот молец, здравствената состојба на лозовите насади е многу добра. За наредната година, ни открива советникот Драганчо Николов, во соработка со земјоделците ќе бидат поставени опитни мамци, феромони на сите катастарски општини во Кавадарци и Росоман, со што ќе се следи состојбата со летот на третата генерација на гроздов молец, кој всушност прави и огромни штети во лозарството. Климатските промени закана по пчелните семејства, тие пак се закана по човекот, предупредуваат ветеринарите, но и луѓето кои се добро упатени и работат на ваквото истражување. Светот без пчели би значило и свет без овошје, зеленчук, јаткасти плодови и семиња. Повеќе од 1/3 од земјоделските култури кои се произведуваат низ светот се зависни од пчелите и од опрашувањето. Намалувањето на бројот на пчелите и нивната миграција кон север, што е директна последица на загревањето на планетата и незапирливите климатски промени, го доведуваат во прашање опстанокот не само на човекот, туку и на сите живи суштества. Пестицидите без кои современото земјоделство нема ни да постои, болестите и паразитите кои земаат замав, како и промените во климата се главните причини за намалувањето на популацијата на црно-жолтите инсекти. Намалувањето на бројот на колониите, а особено преселбата на север, поттикната од зголемувањето на глобалните температури, ќе предизвикаат искоренување на многу видови храна која зависи од опрашувањето. Македонија засега не е засегната од драстично намалување на бројот на пчелите, ниту пак се забележани нови и нетипични болести кои би се поврзале со климатските промени. Според податоците од ветеринарниот информативен систем на Агенцијата за храна и ветеринарство, бројот на пчелни семејства годинава е зголемен во однос на 2014-та. За разлика од тоа, лани биле регистрирани помалку пчелни семејства во однос на 2013 година. Намалувањето на бројот на пчели се должи на зачестените врнежи од дожд и на зголеменото количество на влага. Врнежите ја попречуваат нормалната активност на пчелите кои се спречени да го напуштаат сандакот и да собираат полен. Дождот го измива поленот од растанијата, со што се намалува производството на мед кој представува основна храна за раст и размножување на пчелите. Зголемената влажност предизвикува појава на мувли во сандаците, заради која пчелите кои веќе се соочиле со недостаток на храна изумираат, објаснуваат ветеринарите. Без медоносните пчели популацијата која брои над 7 милиарди луѓе ќе се соочи со сериозни предизвици. Анализите покажуваат дека климатските промени се закануваат со намалување на местата каде што пчелите можат да преживеат. Наскоро започнуваат градежните работи за подобра инфраструктура во руралните средини. Маја Алексовска.
Преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, општина Неготино аплицираше со 3 проекти, а како што информираат од локалната самоуправа, реализацијата на сите 3 проекти е одобрена. Инаку станува збор за проекти преку чија реализација ќе се подобрува инфраструктурата во дел од населените места во општина Неготино и на тој начин ќе се создадат поквалитетни услови за живот на населението кое живее во нив. Со одобрените средства предвидена е изградба на 3 улици во селото Тимјаник по должина од 1000 метри. Селото Тимјаник се наоѓа во непосредна близина на градот Неготино на околу 1 километар оддалеченост и истото има најголема фреквенција на патнички и товарни возила кон градот поради близината. Имено во ова село се направени поголеми инвестиции, како што се асфалтирање на главната улица во селото и уредување на центарот на селото. Трите улици кои ќе се асфалтираат се наоѓаат во селото, а вкупната должина на истите изнесува 1178 метри поодделно. Улица 1 во должина од 520 метри, улица 2 во должина од 277 метри и улица 3 во должина од 202 метри. Како што истакнуваат од општината, целта на проектот е да се овозможат подобри услови за живење и движење на жителите на село Тимјаник и сите останати лица кои транзитираат на оваа територија, за да стигнат до соседните села и лозовите насади. Овие улици досега никогаш не биле асфалтирани, па поради тоа се наметнува и потребата истите да се асфалтираат. Моменталната состојба на улиците е во многу лоша и незавидна состојба. Вкупната вредност на оваа инвестиција изнесува 10 милиони 617.832 динари. Со одобрени средства ќе се реализира и проектот линиска и патна инфраструктура за поврзување на селото Калањево со излетничкиот локалитет Бела Вода во должина од 650 метри и реконструкција на патниот правец Горни Дисан Вешие во должина од 800 метри. Преку проектот за прекугранична соработка, градоначалникот Ванчо Апостолов и општина Неготино ги обезбедија потребните финансиски средства кои ќе бидат наменети за почетокот на изведувањето на работите на терен за реконструкција и асфалтирање на патниот правец Горни Дисан Вешие. Покрај овие средства за комплетна реконструкција на овој патен правец, за кој веќе е изготвена техничка документација, важно е да се истакне дека истиот проект е влезен и во програмата за меѓународна соработка помеѓу Република Македонија и Република Словенија, потоа преку програмата на Министерството за финансии и Светска банка за користење на средства од ЕУ ИПА грантот, наменети за подобрување на патната инфраструктура, како и преку програмата на Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделието на Република Македонија. Тоа значи дека реконструкцијата и асфалтирањето на целиот патен правец Горни Дисан Вешие во должина ќе биде финансиран од повеќе извори, а дел од средствата ќе ги обезбеди и општина Неготино. Како што истакнува градоначалникот Апостолов, работите на терен ќе започнат наскоро, штом се создадат соодветни услови за нивна реализација. Од здравството издвојуваме 7 случаи на карцином на дебелото црево откриле годинава превентивните прегледи. Ваквите бесплатни превентивни прегледи се препорачуваат за луѓе над 50 години, информираат лекарите. Со превентивните прегледи од почетокот на годинава досега се откриени 7 случаи на карцином на дебело црево. Според податоците на Министерството за здравство, со превентивниот скрининг за 7 месеци били извршени прегледи на над 1600 луѓе. Од нив кај 938 лица е утврдена потреба од дополнителни испитувања и кај вкупно 7 лица се покажало дека имаат рак на дебелото црево. Со програмата за превентивен скрининг биле опфатени лица од 50 до 74 годишна возраст. Тестовите се бесплатни и се достапни кај секој матичен лекар, а се препорачуваат за луѓе над 50 години. Анкетата на Министерството за здравство за информираност на пациентите за превентивните прегледи за рак на дебелото црево направена минатиот месец покажала дека 46,6% од испитаниците се запознати со кампањата, а за неа преку 60%
дознале од медиумите. Колоректалниот карцином е едно од најчестите малигни заболувања кои се јавува кај 15 до 30 нови случаи на 100.000 жители годишно. Ризикот од појава на заболувањето зависи од повеќе фактори, како возраста, начинот на исхрана, физичката активност, личните и семејните наследни фактори и ризикот се движи од 5% кај пациентите со просечен ризик до повеќе од 95% кај пациентите со наследен синдром. Токму затоа кај лицата над 50 годишна возраст се препорачуваат вакви прегледи, бидејќи откривањето на болеста во рана фаза овозможува продолжување на животот и подобрување на квалитетот на живот кај повеќе од 90% од пациентите. Намалени се казните за родителите кои што не ги запишуваат децата на училиште. Министерството за образование и наука ја намали казната за родителите што не ги запишале нивните деца во училиште. Со последните измени на Законот за средно образование, ова лето глобата за децата што нема да бидат запишани во средно училиште изнесува 800 евра во денарска противредност. Претходно таа беше 2000 евра. Родителите пак чии деца во септември нема да тргнат во основно училиште ќе бидат казнети со 400 евра. Претходно глобата за овој вид прекршок беше 1000 евра. Минатата учебна година, односно 2014-2015 година, просветниот инспекторат имаше поднесено околу 400 прекршочни пријави до родителите што не ги запишале децата во основно и во средно училиште. Дел од овие казни се платени, но дел завршиле на суд, велат од Министерството за образование и наука. Кога станува збор за родители од ранлива категорија, односно сиромашни семејства кои немаат пари да ги платат казните, ниту пак имаат трансакцијска сметка во банка која може да им биде блокирана, судот најчесто изрекува минимални казни, односно ги задолжува родителите да ги платат само судските трошоци. Освен Државниот просветен инспекторат, надлежност за контрола на училиштата и запишување на децата во школа, имаат и општинските просветни инспектори. Тие летово испраќаа известувања до родителите чии деца биле избркани од училиште, но во меѓувреме не се запишале никаде. Во известувањето стои дека инспекторите ги покануваат родителите во рок од 8 дена по приемот на известувањето да дојдат во нивната канцеларија и да објаснат зошто нивните деца не посетуваат настава. Во спротивно, за родителите ќе биде изречена глоба. Од 2008 година средното образование во Македонија стана задолжително. Од културата во рамки на манифестацијата Топол културен бран во среда на 19 август, джез концерт во Кавадарци ќе има Порчене трио. Во среда на 19 август со почеток од 21:30 часот во малиот парк наспроти полицијата во Кавадарци не очекува ексклузивен джез концерт со Порчене трио и нивните гости. Порчене трио е космополитски микс на три јаки музички личности, секоја од нив своевидна икона на традиционалната музика во нивните земји Аргентина, Италија и Македонија. На нивната стандардна постава Лео Дженовезе, Франциско Маркори и Александар Петров, специјално на овој концерт ќе се придружи Марија Петров. Нивната музика представува трансферзала меѓу три континенти преку оригинални композиции. Досега настапувале во Аргентина, Соединетите Американски држави и други места. Специјални гости на вечерта се прекалените кавадаречки джезери од бендот Модер Джез Квартет, со чиј настап ќе биде отворена и оваа вечер. Концертот е во рамките на Топол културен бран и е во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе, Министерството за култура на Република Македонија и локална самоуправа Кавадарци. На 5 септември ќе се одржи четвртото поред издание на фестивалот Так-Так. Програмата е веќе дефинирана, а деталите ги дознаваме од организаторите. Уникатните Фолтин, легендарните Паја Бенд, Црна тачка и Коцкалет, минатогодишните победници, Хроматик Поинт и исклучително интересните The Brothers Band, во кои членуваат познати личности од македонскиот јавен и музички живот, ќе бидат дел од ревијалниот дел на четвртото издание на единствениот македонски демо фестивал Так-Так Фест, кој годинава ќе се одржи на 5 септември. Чест и задоволство ми е што и годинава успеавме да ја направиме, таа би рекол
природна синтеза меѓу етаблираните и почитувани рок музичари и новите рок надежи на Македонија. Па покрај забавата ќе донесеме дел од историјата, но и иднината на македонската музичка сцена. Ги имаме кавадарчаните Паја бенд, кои по неколку децении повторно ќе пеат за нивната роза. Потоа легендарните Коцка лета од источна Македонија ни доаѓаат Црна точка, кои и македонската публика ги памети по Баба Ката, Збрка, The Brothers Band, особено нивните членови ќе бидат нашето изненадување за публиката, која ќе ужива и во концертот на минатогодишните победници Хроматик Point, вели Марко Матиев од организациониот одбор на Так Фест. Матиев потенцираше дека за разлика од останатите настани кои се организираат широм земјава, и на четвртото издание ќе видиме македонски бенд како главна музичка звезда. Веруваме во квалитетот на нашите бендови, ги сакаме, слушаме и почитуваме, и токму поради тоа и годинава ќе имаме македонски бенд кој ќе настапи како главна звезда на фестивалот. Се работи за уникатните Фолтин, кои по долги години доаѓаат во Кавадарци, и тоа на нивно прво концертно издание, дополнува Матиев. Од организациониот одбор уште еднаш информира дека на 21 август завршува и пријавувањето за демо бендови, па сите оние кои се уште немаат аплицирано може да го сторат истото на линкот објавен на kavadarche.com.mk. Четвртото издание на Так Фест ќе се одржи на 5 септември, сабота, на градскиот базен во Кавадарци. Следува временска прогноза. За време на викендот во попладневните часове ќе има локални поројни врнежи од дожд и појава на грмежи. Во недела нестабилноста ќе биде поизразена и ќе се задржи во текот на ноќта, како и во понеделник. Наместа ќе има пообилни врнежи од дожд, посилни електрични празнења и повремено засилен ветер, некаде во форма на невреме и појава на град. Во почетокот на наредната седмица дневните температури ќе опаднат за околу 4 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.